Постојат бројни истражувања што покажуваат токму тоа дека исхраната е директно поврзана со некои психолошки состојби, како што се депресијата, анксиозноста. И од твои сознанија, кои видови на храна имаат негативно влијание врз менталното здравје? Така, депресијата и анксиозноста се една честа појава сега веќе. Дури и кај младите, значи тие не бираат генерација и за жал ги истреќаваме се почесто. Она што е важно да се истакне е дека веќе постојат истражувања многу околу таа тема и поврзаноста на самиот мозок со телото и всушност докажано е дека храната секако влијае врз подобрување или пак влошување на менталната состојба. Во случаи кога се конзумира премногу рафинирана храна, односно кондиторски производи или нешто што содржи во него трансмасти, како што се сувомеснати производи, чипсови, грицки, значи се што содржи многу од трансмастите влијае врз тоа да се зголеми чувството на депресија или анксиозност, бидејќи тоа краткотрајно само ќе донесе некое задоволство, а потоа повторно се враќаме на дури поголем бран на депресија или анксиозност и поради тоа се препорачува да се ограничи конзумацијата на такви производи, додека се препорачува да зголемите на храна која што помага при лачење на хормон на среќата, односно серотонинот, витамините B6 и секако да се внимава многу на тоа што се конзумира во денови кога пикот, да кажем, на депресијата или анксиозноста е најголем. Баш сите знаеме дека баш тие работи што не треба да се консумираат, наситени се сладки. Така, ни прават задоволство. Која храна има моги да ни ја зголеми енергијата и да ни го подигне расположението на еден начин? Во однос на храната, важно е да се прават добри комбинации за да може да постигнеме поубав ефект. Секако, кога почнуваме во таква ситуација кога се наоѓаме, секогаш се посегнува по храна која што е сиромашна со нутриенти, меѓутоа богата е на калории и за жал токму таа намаленост на количина на нутриенти во изборот на храна што се прави во тој момент влијае да се зголеми чувството на тага или на депресија и би истакнала дека во сите случаи кои што јас сум дошла во контакт, секој храната за утеха буквално ја бара во брзата храна. И јас би кажала во секој случај кога доаѓате во таков момент, наместо да посегнете по чипс или да посегнете по нешто друго што е буквално нездрава храна што спаѓа, да одберете малку поинаква храна, например да се свртите кон природните намирници, например овошје. Јас секогаш кажувам, имам омилена комбинација на десерт кој што вака баш влијае да се поттикне лачење на тој хормонот на среќата. Бананата е например одличен извор на B6 и на триптофан. Триптофанот всушност се конвертира во серотонин и така тоа е серотонинот кој влијае врз хормонот на среќата всушност е тоа. И со зголемување на присуството на тој хормон така се подобрува и нашето расположение.